Почитувани гледачи, емисијата Граѓански прашалник повторно не ја реализираме во студиото на Канал Визија, туку сме на терен. Овој пат со учениците од Основното училиште Климент Охридски, со нивната прошетка и посета на јавното комунално предпријатие Комуналец. А повод за оваа посета и за оваа едукација за околу селекцијата на отпадот е Европскиот ден на соработката.
Денеска сте во посета на јавното предпријатие Комуналес. Зошто се вика јавно предпријатие? Затоа што врши услуга од јавен интерес. А што е таа услуга од јавен интерес? Бидејќи таа ги засега сите граѓани на општина Прилеп, како деца, наставници, учители, млади, повозрастни, мажи, жени, значи сите се засегнати од нашата услуга. Која е нашата дејност? Значи нашата дејност е грижење за целокупната чистота во градот Прилеп. Како прво, го собираме сметот кој што го имате во вашите канти, во вашите куќи, кои го создавате вие како при исхранувањето. Значи го собираме тој смет, го транспортираме со нашите превозни средства и го депонираме во депонијата Алинци. Исто така, се грижиме за јавната чистота. Што е тоа јавна чистота? Значи јавна чистота се сите јавни површини во градот, а тоа се улици, тротоари, плоштади, паркови. Значи сите нашите вработени се грижат за тие улици, тие јавни површини да бидат чисти. Додека се уште вие спијате рано на сабајле, нашите вработени, значи излегуваат на терен, работат, ги чистат, ги метат улиците, ги перат со цистерни, за потоа кога вие ќе одите на училиште, вашите родители кога ќе одат на работа, да се движите низ чисти улици, низ чисти тротоари, низ чисти паркови. Со тоа ние како предпријатие се грижиме за животната средина. Значи што е почист градот, тоа вие имате почиста животна средина, поеколошки, значи се грижиме со тоа и за вашето здравје. Сега, колку ние го чистиме градот? Ние градот го чистиме колку што можеме, но сепак за чистотата биде поголема треба да учествувате и вие како најмлади и вашите родители. Што треба да правите вие? Значи не треба да го загадувате градот, да фрлате смет, ливчина, џубре на секое место. Значи, каде се фрла сметот? Сметот се фрла во кантите за фрлање на смет. Значи, затоа ние колку како јавно предпријатие се грижиме за чистотата во градот, треба и граѓаните, односно вие најмладите, треба да ве едуцираме, да ве научиме како да постапувате со сметот, каде да го фрлате, да не ја загадувате животната средина и да не си го загадувате вашето здравје. Добре дојдовте во комуналното предпријатие. Ние сме среќни кога ќе ни дојдат дечиња. Значи, како и вашето училиште што има директор, и ние имаме директор, тој накратко ве запозна со сите можни дејности и работа која што ја извршуваат комуналните работници. Сега ќе го учиме процесот на селекција. Вие сите во вашите домови имате по 2 канти за селекција на отпад во жолта и зелена боја. Меѓутоа, оние кои што живеат во згради, сигурно отпадот го одлагаат во контењери, а за тоа имаме и жолт и плав контењер. Значи, процесот на селекција, сите кои што живеат во згради е различен од оној кој што е во домаќинствата. Кој има дома жолта и зелена канта? Сите скоро имаме, така? И сега учиме што во која канта се изфрла. Што фрламе? Значи, во жолтата канта ги фрламе пластичните шишиња. Значи, колку имаме дома шишиња, сите ги фрламе во жолтата канта. Различни шишиња, значи сите вие си носите и водичка на училиште и кога се враќате дома, кога шишето не е употребливо, го фрлате во жолтата канта. Меѓутоа, тука фрламе и јогурти. Значи, кога јогурто наутро веќе нема јогурт и велите на вашата мајка, во жолтата канта те молам, моја мила мамо, ти така ме научија, така? Продолжуваме понатаму. Значи, имате средства за хигиена во купатилата. И таму имате најразлични шампони, детергенти. Сето тоа оди во жолтата канта. Имаме лименки. Не. Имаме различни лименки, исто лименката оди во жолтата канта. Потоа што имаме? Дури ако имаме некој предмет кој што го потребуваме во домаќинството, значи не го фрламе во зелената канта, го фрламе во жолтата канта, а чичковците овде ќе го средат. Значи сите дома имате и плинска боца за кафе и таја оди во жолтата канта. Што имаме друго? Кажете им на вашите родители.
значи се што употребуваат различни средства и бои, ги одлагаат во жолтата канта. Сите тие одат. Спрејовите кои што ги користиме за да мирисаме убаво, исто одат во жолтата канта. Најразлични туби. Значи тубите никако не одат во зелената канта, туку во жолтата канта. Дури и се што имате, значи и поголеми туби, и кога веќе на жолтата канта с неа преоптеретиле, тогаш во друга вреќа, кога имаме вакви поголеми пластични материјали, ги одлагаме до жолтата канта, а чичковците ќе знаат дека и тој отпад треба да го подигнат. Значи, еве, гледате дека имаме различни пластични предмети кои што ги користиме дома. Еве, значи, се оди во жолтата канта. Ништо не оди во играчките. Играчките е многу битно. Се што е од пластика, да, оди во жолтата канта. И сега, еве, и поголеми туби, значи, кажете им слободно дома, можат, ако не собира во жолтата канта, само да ги остават близко до жолтата канта. А работниците ќе си ги подигнат. И сега што имаме? Во зелената канта дали дома ни останува храна? Ви останува? Секогаш не ја дојадуваме, така? Или кочанчето веќе не се употребува, го фрламе во жолтата канта, меѓутоа, се што е најлон, во зелената, се што е најлон ставаме во жолтата. Во зелената канта исто така. Дома вашите родители ја косат тревата. Така? Што ќе им кажете дека тревата мора да биде во зелената канта. Веќе е есен, што паѓа сега? Лисијата сите ги фрламе во зелената канта. И одредени гранки кои што се дома исто така одат во зелената канта. Тоа го научивме. Сите што живеат во згради. Во плавиот контењер, значи одлагаат хартија, картон, лименка, се што сега рековне, се што е од пластика и најлон оди во плавиот контењер. Додека во жолтиот контењер, значи одлагате пластични 5 шишиња и сега гледате дека во градот имаме и контењери кои што се како звоно, а во нив се одлага само стаклени шишиња. Сите вие дома имате стаклени шишиња и ќе ги замолите родителите, значи доколку има стаклени шишиња, да не ги одлагаат во контењерите во плавиот и жолтиот, туку да појдат до зелениот контењер кој што личи на звоно и да ги изфрлат таму. Сега, дали имаме прашања од некој од дечињата, што сакаат да прашаат? Ајде да... И не сме да се фрла меѓу континерите и треба само да се фрла в континер. Оти не сме да умират, да се загадуваат животни. Во жолтата канта се фрла пластика. Не сме да се фрла отпадоци на улица или на парк или во зграда. Во жолтата канта се фрла пластика и лименки. Во зелената се фрла храна, трева, гранки, лисија, пластика во жолтата. Хартијата што ја јадете или тањирчето кое што е книжно, не го фрлате во жолтата канта, туку го фрлате во зелената, заради тоа што тоа е веќе валкано. И ќе го уништи другиот чист отпад. Значи се што ќе ви се извалка дома, а јадите на хартија, тогаш таа хартија ја фрлате во зелената канта, заради тоа што таа е веќе валкана хартија и не треба да дојде до комуналец на доселекција.
Сега, јас ви благодарам овде што научивме, дали ќе одиме да ја посетиме халата каде што се селектира и тонгира отпадот. Да ги видиме чичковците, тие се најбитни. Значи сите чичковци кои што работат во комуналец, што го собираат вашиот отпад, што метат по улиците, што ви ги чистат вашите паркови, се многу битни за вас и вие треба кога поминувате да ги поздравите со добро утро, добар ден чичко, заради тоа што тие ви одржуваат чиста животна средина. Така? Ке ги поздравувате? Ви благодарам. Одиме сега кај Чичко Диме да го видиме процесот на селекција, што таму работат работниците. Од нашите 3 преси, каде што се селектира хартијата, пластиката и најлонот, се балира во тонги, во бали, околу 120 кг една бала на хартија, затоа што ова хартија потоа повторно оди на повторна преработка и се враќа во производството и во секојдневниот живот. Исто така и за пластиката се пласира тука, се одлага. Хартија имаме различни детергенти, туби, кофи, гајби. Сето значи овде се пресова, се формираат бали и потоа оди на повторна рециклажа и на продажба. Тоа е, да речем, овој систем на работа во примерната селекција на отпадот.
во целост задоволна сум од прошетката. Тоа што го научија вистина ќе им користи. Само уште се мали, мораме во текот на школувањето ова сето да го повторуваме. Оти многу пати се случува до петто одделение помнат, оти многу им повторуваме, а потоа забораваат. Значи треба во текот на целиот живот на децата да им се спомнува, па дури и поголеми. Ако ги сметаме за големи, треба да им повторуваме отпадоците каде треба да се фрлаат. Бевме за да учиме каде да се фрлат џубрината. Во жолтата канта се фрла лименки и пластични шишина и најлончина, а во плавата се фрлаше шишина, срчени и имаше многу други нешта што се фрла во плавата. Научивме каде се фрла јадењето. Јадењето се фрла во зелената канта. А во жолтата се фрла пластика. Научив дека џубрето се фрла во кантите. Ние денеска научивме дека отпадоците треба да се фрла во кантите и во жолтата се фрла пластика, во зелената се фрла стакло и во плавата се фрла картони. Кога одиме во парк и имаме отпадоци, отпадоците се фрлаат во кантите. Треба за отпадок да ги фрламе во плавата. Треба да фрламе овоше зеленчук. Беше тоа емисијата Граѓански прашалник, која што ја снимавме на терен, односно со посета на јавното комунално предпријатие Комуналец, заедно со учениците од основното училиште Климент Охридски. Нивната прошетка тие ја завршија тука на паркот на могилата на неповедените, инаку тие учеа за тоа како и што треба да се селектира отпадот. Ви благодарам.